Царо што имал двајца измеќари. Едниот тамавќар и другиот завислив. Чита Александар Станојков. Знаејќи еден цар табиетите на двајца измеќари што имал при него од многу години, беше му се здодеало и сторил ниет да му покажи грештите на двата да се и видат и да и изочи. Бидејќи едниот беше бил многу тамавќар, го викнал при себе едно утро и му рекол: "Слушај вамо, пријателе, што сум намислил ноќеска за тебе. Бидејќи служиш многу години при мене, јас сакам чирак да те сторам со големо богатство, за да речиш некојаш Бог да ме прости. Да сега сакај што сакаш да ти давам, нема да ти откажам, ама треба да знаеш, оти од тоа што ќе посакаш ти, вудве ќе му даиш на другара ти. И друго, треба да знаеш, оти, ако му кажеш на другара ти, ништо нема тебе да ти давам. Ете, 3 дни мувле ти имаш да се думаш и да дојдиш да ми кажеш што да ти давам." Така велејќи му царната маќаро, си отишол и седнал да мисли што да сака од царот. Другиот ден го викнал зависливиот царот и нему му рекол као што му рекол на тамавќаро и го испратил да мисли што да сака да му дај царо. Во тие 3 дни, што мисли измеќарите, тамавќаро се радувал од мерата надвор, чунки вудве ќе земал стока од другара си. А пак зависливио мислел како од како и тој да не земи, ами и другар му ич да не земи. На третиот ден се јавили измеќарите пред царо и прво го праша тамавќаро што измислил да му дај. Пријателе, кажи, што измисли да ти дам?" му рекол. "Многу арно измислив, честити царе," му рекол. "Арно, ама кога се сети во ти вудве ќе му даиш на другара ми, јас намислив мене да ми удриш 100 стапои, а пак на другара ми 200. Ете, таа стока сакам да ми даиш, честити царе," му рекол. "Мошне, арно, тоа лели сакаш, тоа ќе ти давам. Ами ти, бре, пријателе," го прашал другиот, "кажи, што сакаш да ти давам, али ти стапој по нозе ќе сакаш?" "Јас стапој не сакам, честити царе," му рекол зависливиот. "Ама јас сакам да ми го изваиш едното око, а пак на другара ми 2. Ете, таа стока сакам да ми ја даиш, честити царе." Кога и ислушал царо измеќарите, на големо чудо беше станал. "Бре, ѓиди," рекол сам со себе, "види доколку е лоша зависта и тамаќарлако. Ја чекај да го кутна медниот, да го заплашам, да белчиće се арнисаат од тоа што сакаат да го прават." "Лели тоа сакате, пријатели, да ви давам?" му рекол царо. "Ај легни ти, бре, да ти удрам 100 стапои, да после ќе му удрам 200 на другара ти. Дај ти, бре, стапоите, бре, вие, донесете авалаката," му рекол на друзи измеќари, да видам дали ќе легни овој пријател." Уште не донесе и стапоите и валаката, легнал тамавќаро и сам си кренал нозете на угоре и готов за да го тепаат. Видувајќи го царо, се почудил на негојиот инат и му викнал на другиот да седни на еден стол. "Дајте ми едно шило, бре," му рекол на измеќарите, "да му го изваам едното око на овој пријател, да после да му изваам 2 на овој што легнал на плеќи и чека да му ударам 100 стапои." На часов седнал на столо и готов чекал да му го изваи царо окото. Кога и донесол дотамо царо да се видат двата измеќари до какво лошо срце имаат, и испреил пред него и почнал да и суди и да ја учи вака. "Какво вајде ќе сториш ти, бре, пријателе, ако ти удрам 100 стапои на другара ти 200? Ами ти, бре, човече, што вајде ќе сториш дека ќе ти го изваам едното око и на другара ти 2? Никакво вајде нема да сторите. Ами, уште голем зијан ќе сторите. Тепани ќе бидите и слепи, а не да сте богати. Ете затоа, така ви реков на двата. Не едниот колку ќе му давам на другиот, двојно ќе му давам, знаејќи оти едниот е тамавќар и другиот завислив. Да ви кажам и изочам да си видите секој грешката.
Ај за сега ќе ве простам, ама другаш ова нешто да не го правите. Нави сега по 10.000 гроши и одете си со здравје, да се ватите за некоја работа, да работите и да ме паметувате. Од која и застрамил царо и му дал по 10.000 гроша и испрати по дома и од тој ден се арнисаа од тие мисли лоши што и имаа.